Почитувани, ДК сака да отвори случај по допрен глас. Како Зеки Рамчиловиќ од СДСМ си ги вработи сопругата и синот во МВР? Откако стана пратеник од СДСМ, Зеки Рамчиловиќ првен си ја вработи сопругата на највисока позиција во МВР, а сега и синот го вработи како полицаец. Во рок од нецели 3 години, 20 членови на семејството Рамчиловиќ се вработени во МВР. И сето тоа откако истиот е пратеник од СДСМ. Вработувањата на сопругата и синот на Рамчиловиќ се поклопуваат и со периодите во кои тој гласаше за сите национални предавства. Се поставува прашањето дали гласот на Рамчиловиќ за промената на името и за бугаризацијата за која се гласаше неодамна се причините всушност за кариерите на неговата сопруга и син. Тоа што е штета за Македонија, очигледно е само лична корист за Рамчиловиќ. Ја повикуваме ДКСК веднаш по допрен глас да отвори случај за двете вработувања на сопругата и синот на Рамчиловиќ во МВР, за кои постои основано сомнение дека се резултат на сериозно вмешување на политиката во институцијата, односно преку притисок на СДСМ и лично Оливер Спасовски. Спасовски треба да каже по кои критериуми се вработени 20 членови на семејството Рамчиловиќ во МВР. Зеки Рамчиловиќ истовремено да не ја злоупотребува етничката припадност како бошњак како услов за вработување, бидејќи и на бошњаците, но и на сите граѓани на Македонија, чии деца секојдневно ја напуштаат државата и одат на работа во странство, им е преку глава од таквите како Рамчиловиќ, кои на грбот на политиката и со злоупотреба на етничката припадност иселија стотина илјади македонци, албанци, бошњаци, срби, роми, турци во изминативе скоро 6 години. Очекуваме одговори, истрага и одговорност. ДК сака да не чека на совеста на Рамчиловиќ или Спасовски, бидејќи истата ја немаат. Ви благодарам на вниманието.